Мене ми е драго што денес наш гостин е министерот за земјоделство и храна на Република Албанија, господинот Нико Пелеши. Овде во Охрид се одржува нашата прва средба. За месец дена договоривме средба во Корча или во Тирана во Албанија. Драго ми е што отворивме повеќе прашања кои што со години стојат во нашата соработка како држави. Она што првин го дискутиравме е трговската размена помеѓу овие земји и потенцијалот кој што постои во делот на развојот на земјоделството, на производството на храна и на овозможување на искористување на сите потенцијали меѓу нашите две земји. Едно е во делот на проблемите кои што се појавува во 2015 и 16 година во делот на задржувањето на одредена стока на границите, во духот и на Берлинскиот процес и на совкупните процеси во кои што сме навлезени како држави. Сметаме дека отстранувањето на сите овие нецарински или нетарифни бариери во интерес на слободниот проток на трговијата и во духот на договорите кои што ги имаме подпишено и двете земји се членки на ЦЕФТА, сметаме дека навистина понатаму работните групи кои што ги договоривме во текот на месец април ќе ги излистаат исто така сите овие отворени прашања кои што ги имаме, но дискутиравме и по однос на рибарството, за кое што како тема ќе биде исто на следната средба во Албанија. На 11 април во Охрид ќе се одржи голема меѓународна конференција во овој контекст во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ќе има соодветни представници од Албанија и навистина и оваа тема во наредниот период ќе биде една која што ќе ја дискутираат работните групи помеѓу двете министерства. Исто така разговаравме за сите потенцијални соработки кои што можеме да ги направиме, како што е поддршката во делот на ИПАРТ програмите и искористеноста на ИПАРТ средствата. Македонија тука ќе го сподели своето искуство со Албанија заради тоа што Албанија се подготвува за првиот оглас во делот на ИПАРТ. Ние сме целосно фокусирани за искористеноста на ИПАРТ 2 во секој еден поглед и во делот на акредитацијата на нови мерки, во делот на гарантните фондови, во делот на зголемувањето на капацитетите на платежната агенција, но дискутиравме и во делот на крос-бордер програмите и можностите кои што стојат исто така помеѓу двете страни за конкретни проекти за вмрежување на нашите општини, особено на нашите села, се со цел зголемување на квалитетот на живот во руралните средини. Тоа се дискусиите кои што ги имавме денес во текот на месец април. Веќе договорените работни групи ќе продолжат со работа за месец дена навистина повторно со министерот ја разгледаме состојбата. Она што сметам дека е клучно, помеѓу овие две министерства е склучен протокол за соработка пред повеќе години, но кој што не е заживеан и работните групи кои што се во овој дел не профункционира. Денес договоривме да и во делот на зголемената трговска размена и во делот на рибарството формираме работни групи кои што ќе дискутираат во текот на месец април и ќе ги отстранат сите овие проблеми, но и ќе ги потенцираат можностите и потенцијалите за развој на целокупната наша соработка.